Добро вечер, почитувани. Термин резервиран за или против НАЛФА. Ви благодарам за довербата. Нов обвинител, нов закон за јавно обвинителство. Промени претрпеа и законот за судскиот совет и кривичниот законник. Само шминка или вистински реформи во институциите за правораздавање. Законите се имплементираат, но дали се спроведуваат во пракса? На овие и сите актуелни теми во правосудството одговори барам од двајцата адвокати, а гости во студиото на Алфа се ќе започнеме од дамата Ружица Николовска, адвокат. Ви благодарам што ја прифативте поканата и добро вечер. Добро вечер и до вас, благодарам уште еднашка за поканата. И Петар Василев, адвокат исто така, добро вечер и ви благодарам за што ја прифативте поканата. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Така, Василев, ќе започнеме од вас. Ненад Савевски е нов државен јавен обвинител. Што да очекуваме? Колегата Савевски го познавам уште од студентските денови. Можеме, според мене, мислам дека ќе одговори на предизвикот, иако предизвикот е голем, со оглед дека има досега големо искуство. Тој мислам дека започна прво како стручен соработник или приправник во Гостиварскиот суд, па потоа кариерата продолжи во јавното обвинителство. Мислам дури дека и ја заврши Академијата за суди и јавни обвинители и од таму дека помина во судот. И сметам дека има доволно искуство, иако позицијата во едни вакви услови е, како да кажам, предизвикувачка во овие моменти, мислам дека ќе одговори на предизвикот. Николовска, ќе се сложите ли дека предизвикот е огромен, особено во време кога довербата е сведена на 2% според оние последни информации кои ги имаме во судството и обвинителството, да се застане на чело на обвинителската служба? Видете, како што спомена и колегата, ова е едно стварно време сериозно во смисла на потешкоти, баш заради таа недоверба, затоа што 2% се многу малку и заради тоа што граѓаните се навистина разочарани. Сметам дека сега судијата, односно веќе републички јавен обвинител Ненад Савевски ќе одговори на предизвикот и честитам на храброста на некој начин за прифаќање на еден таков предизвик токму во едни вакви околности, во еден ваков временски период. Сите ние наназад сме сведоци на многу состојби, на многу нерешени предмети чувани по фиоки и ред други збиднувања за кои подоцна веројатно ќе продискутираме. Така да јас навистина очекувам добри резултати. Се надевам дека ќе може да одговори на сите предизвици, ќе најде и на соработка со останатите колеги и верувам во тоа. И она што е најважно, нели, да го сочува својот интегритет, да се задржи, да кажам, самостојноста на обвинителството и она што и самиот го спомена во своето интервју, да се залага за транспарентност, за да може да целокупната јавност да види што се случува, како се работи и да ги видиме резултатите. Знаете како, ако направиме една паралела помеѓу избор на судија и на обвинител, сметам дека, зборувам за челни позиции, сметам дека повеќе шанси има обвинителството и обвинителот да покаже резултати, одошто судот. Знаете, судската постапка е подолга и така натаму. За разлика од тоа, мислам дека во обвинителството може да се покажат резултати и се надевам и искрено верувам, барем ние како практичари, сакаме да веруваме дека ќе биде подобро. Колку време му давате на Савевски да ги покажа првите резултати од обвинителството? Малку тешко прашање. Знаете како, колку и да кажете време е неблагодарно, бидејќи барем ние што сме професионалци знаеме што значи време. Може би за обичната јавност ќе биде година, две, премногу период, меѓутоа за нас знаеме што значи тоа време. Тоа е едно сериозно време во кое што вие треба да превземете многу действија и така натаму да се прегледаат предмети. Не би можела со време,
но сепак оставам да ова ќе биде еден период, барем почетокот и првите да речам година, две би биле сигурно еден период. Баш и вчера го споменав на едно гостување, како еден вид на тест каде што ќе се види колку ќе може за тој период да се видат резултати. Сепак времето е една релативна категорија и ќе повторам, она што за обичниот народ е 1, 2, 3 години, не е исто со она што е за нас исто така 1, 2, 3 години. Така. Василев, во тест периодот, кои први чекори според вас треба да ги преземе Савески за да направи реформи? Клучни реформи што ќе придонесат за поголеми резултати од обвинителството. Во првото интервју кој што го имаше вчера тој како предлог, односно сега веќе државен обвинител, рече дека во ФИОКа нема да стојат предмети без разлика каква ќе биде јавна обвинителската одлука, дали ќе се прекине или ќе се оди на обвинение. Според мене, јас ова малку би го преформулирал со оглед дека тој на оваа позиција каде што се наоѓа не може да изврши некои реформи, бидејќи јавно обвинителската функција и јавниот обвинител постапува согласно законот за јавно обвинителство, каде што има јасна хиерархија, јасна организација на институцијата. Од тука реформи во смисол на некои законски решенија или такво нешто не може да стане збор. Не, за функционалноста на обвинителството. Така, тоа сакав и да го кажам. Меѓутоа, една подобра организација, еден подруг приот на јавното обвинителство, на јавните обвинители во постапување со предметите и покажување на една независност во водење на постапката, сметам дека треба да бидат први и основни услови за да дојдеме до некој помак во тој дел. И второ, независност од јавноста, од притисокот што го има во јавноста, во медиумите, во чаршијата, бидејќи често пати лица кои што им се води кривична постапка, без никој да ги види доказите, без никој да ги знае спецификите на случајот, е претходно осуден од јавноста, да речем, со еден еуфемизам, и за него е потешко, многу потешко, кога се води постапката во судските кулуари. И потешко и за судот, и за јавното обвинителство, бидејќи се издигаат очекувањата во јавноста и потоа било каква одлука на основа на тоа ќе предизвика незадоволство во јавноста. Инаку, ако сме кај довербата, визави позицијата на јавниот обвинител, дозволете ми да кажам дека јавното обвинителство не е дел од правосудниот систем. Тој е дел од правосудниот систем во една поширока смисла, во еден поширок контекст од правосудната, да речеме, власт. Меѓутоа, тој е независен орган на државната власт, задолжен за кривичен прогон. Во минатото, кога на сила беше законот за кривична постапка, стариот закон за кривична постапка, принципот на инквизиторност беше носител, додека сега е принципот на акузаторност. Инквизиторноста подразбираше да судовите ја водат истрагата, тие испитуваат сведоци, тие ги прибираат доказите, тие издаваат наредби до полицијата кои действија да ги преземат, додека во овој случај, во овој нов закон, иако тој веќе се применува подолг период, целиот товар на докажување е на обвинителството. Од тие причини обвинителството мора да добие еден поголем буџет. Мора да добие да биде персонално екипирано, подобро, со повеќе стручни соработници, со повеќе средства за, бидејќи да се води една истражна постапка не е ефтина работа. Тоа, ако сакаме квалитетно да го направиме, нас ни требаат добри вештачења, излегување на терен, преземање на одредени истражни действија, така да независноста и во финансискиот дел за обвинителството е многу важна
и доколку таа се обезбеди и се води како што треба, сметам дека може да има резултати во тој правец. Да, финансиската независност како дел од новиот закон ќе отвориме. Само имам кратко прашање. Доколку обвинителството повторно не испорача резултати како што очекуваат граѓаните и јавноста, вината ќе ја бараме кај Савески? Се разбира дека не, бидејќи обвинителството е само странка во постапката. Тоа е како и ние адвокатите и како обвинетото лице, кога зборуваме сега конкретно за кривичната постапка. И судот е оној кој што ги носи одлуките. Во делот на тоа, судот има посебна улога, исто така, да се оглуши од притисоците од јавноста, од политиката или од било кој чинител, кој што ги коментира состојбите, но тоа да го направи на начин што ќе покаже една одважност, ќе покаже еден принцип, една воедначеност на праксата, не покажување на двојни аршини, интегритет и така натаму. Најголемиот дел од судиите, најголемиот дел, ова го тврдам, имаат интегритет. Меѓутоа, мал дел кој што од не знам кои причини го прават тоа, фрлаат дамка на правосудството од причина што некојаш потпаѓаат под притисок, иако тој притисок можеби не е директен, не дека некој му се јавил да донесе таква и таква пресуда. Меѓутоа смета дека со ваква одлука ќе задоволи јавноста или ќе задоволи очекување на некого, па носи одлуки кои не се секогаш во согласност со законот или барем прешироко го толкува законот или претесно го толкува законот. Затоа велам една уедначеност на праксата, на принципите, на постапувањето ќе донесе до еден стандард кој што стандард ако се надградува квалитетно може да донесе до резултат. Николаска, вие учествувавте во јавната дебата за новиот закон за јавно обвинителство. Финансиските средства што ќе се одвојуваат за обвинителството се чини стана врвот на дебатата, односно се беше околу тоа дали ќе се добијат поголеми финансиски средства или помали, одвојување на буџетите за ОЈО-ГОК и така натаму. Доволен ли е буџетот што ќе го добие обвинителството според новиот закон? Видете, точно, бев дел од јавната дебата за новиот закон за јавно обвинителство организирана во рамки на Собранието на Република Македонија. Се дискутираше генерално за законот, значи во смисла што се предности, што се недостатоци, секој од поканетите учесници и експерти дадоа свое излагање и точно една од темите за кои што стана збор беше токму буџетот. Она што е новина сега во рамки на новиот закон за јавно обвинителство е промената во буџетот, односно наместо досегашните 0,4% од вкупниот буџет, што беше, сега се предвидува 0,4% од прибраните даночни приходи на државата. Дали тоа значи повеќе или помалку? Знаете како, проблемот со буџетот на обвинителството, со средствата за работа, она што и колегата го спомена, екипираноста, кадарот, верувајте, тоа е горлив проблем наназад што се провлекува со години. Па барем јас паметам и знам за сигурно последниве 10 години такви состојби постојат во обвинителството. Се согласувам дека има потреба од сериозен буџет за обвинителството. Кога велам обвинителството, мислам генерално, значи за сите обвинителства, вклучувајќи го обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, за да може да се спроведат квалитетно истрагите и да може да се донесе соодветна јавна обвинителска одлука во секој поединечен предмет. Тоа се навистина скапи работи, бидејќи тука спаѓаат вештачења, бројни увиди, дежурствата на обвинителите, превземање на многу други действија, а сето тоа чини, колку и да изгледа едноставно, верувајте, за еден, ние, како што би рекле, обичен предмет, во смисла на полесно кривично дело и така натаму, вие покренувате една цела апаратура за да го почнете тој процес. Но сакам да напоменам уште нешто.
Една работа е буџетот, но друга работа е и менаџирањето со самите обвинителства. Зборувам за луѓето што се на челните позиции. Законот на некој начин остава можност за самостоен буџет и на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, а од друга страна за републичкото јавно обвинителство, значи главниот обвинител, републичкиот, државниот, доставува и предлог до министерот за финансии за тоа што е потребно, колкав буџет и така натаму. Јас не можам да дебатирам, а да не споменам факти од скорешното минато, дека знаете како и буџетот кога ќе биде доделен и кога ќе ви дадат не знам каков буџет, треба да знаете и да умеете со тоа. За жал, го имавме примерот со специјалното јавно обвинителство, го споменувам често, но преку тоа сакам да доловам нешто, дека, па и јас и колегата бевме во предмети токму водени од специјалното јавно обвинителство, знаете како располагаа со сериозен буџет за наши македонски стандарди, меѓутоа крајниот резултат не е ни случајно од она што се очекуваше и од јавноста, и од фелата, и од експертите. Не би сакала понатаму, се сведовме на тоа дека се делеле огромни суми за бонуси на самите обвинители. Тоа значи дека нити била испорачана правдата, нити се постапило во тие предмети во целост како што треба, според она што можам вака да го кажам. Значи јас не можам да тврдам, меѓутоа гледате дека дискусијата се сведува исклучиво на тие работи и обичниот граѓанин и оној кој што сака да ја оствари правдата во една таква постапка се прашува, чекајте, дали е ова навистина така, дали е точно и колку може правда да се испорача на таков начин. Ќе се согласите ли со Ружица за тоа дека освен парите треба да има волја пред се обвинителството и генерално судската власт да испорача правда? Се разбира, парите банализирано речено, односно средствата кои што треба да му бидат на располагање на обвинителството се клучни за било која институција. Меѓутоа тие не се основен предуслов за да има резултат. Резултатот ќе се постигне само со квалитетна работа, со професионална работа и со работа која што ќе ги почитува сите принципи од законот за кривична постапка и од кривичниот закон. Доволно е само јавното обвинителство да ги применува сите принципи, односно начела на кривичната постапка пред се, кои што се во воведниот дел на законот, првите членови, кои што даваат една рамка како обвинителот треба да постапува, за да може да испорача правда. Затоа што правдата секогаш не значи осуда. Во најголемиот дел за обвинетиот и самото водење на истражната постапка, па потоа и судската постапка е доволна казна за тоа што го направил или евентуално имал допир со некое кривично дело или со барем некој негов елемент. Така да, осудата секогаш не е она што значи правда. Правдата, пак ќе кажам уште еднашка, многу во наше општество се бара во јавноста. Кога во јавност има дебати од страна на нестручни лица, кога тоа се повторува, посебно за високопрофилни предмети и предмети кои што ја засегаат генерално јавноста, дали поради последиците што ги предизвикуваат, дали поради учество на некој од учесниците во постапката во јавниот и политичкиот живот. Подигаме една лесвица и потоа нема враќање назад. Сите се под притисок. Обвинителот може и да сака да се повлече од обвинението со оглед дека гледа дека во постапката од доказите кои што се изведуваат, може би и не е така како што мислел на почетокот. Меѓутоа, огромната фама која што се дига во јавноста не му дозволува, односно си вика, доколку го направам ова, ќе бидам изложен на јавен линч. Добро, ајде да поставиме и другата теза. Што доколку обвинителот не успее да докаже дека има вина, а
сепак постои кривично дело, да, без разлика дали се работи за висока корупција и криминал или па за некои посебни кривични дела. Каде е тука одговорноста на самиот обвинител, бидејќи не сработел до крај како што треба? Дали оценувањето, ќе се надоврзам, дали оценувањето на обвинителите придонесува за нивната одговорност? Мислите на оценувањето од страна на внатрешното, да речеме, оценување? Не. Најчесто, според мене, пак ќе кажам, е поведението во смисол начинот на работа на јавното обвинителство е под притисок, бидејќи вие секој бара резултат. Резултатот ќе дојде единствено со професионално постапување, без никаков притисок и без како за обичните предмети. Ние можеме да почувствуваме како адвокати во секојдневното работење дека еден обичен предмет за по-слабо кривично дело или за некој кој што не е толку познат, се водат многу по-питко, да речам, и многу по-професионално, отколку предмети кои што се високо профилирани. Така да, обвинителите го знаат принципот и начинот како треба да работат. Тие треба да останат доследни на законот и правдата, правичноста во контекст и на оној обичен предмет и во оној за висока корупција. Закон е закон. Законот треба да важи подеднакво за сите. Неретко обвинителството, кога ќе започне постапката и кога ќе реши да оди понатаму, односно ќе донесе наредба за истрага, па ќе ја заврши истрагата, па ќе поднесе обвинение, можеби и малку поради егото не сака да се откаже понатаму од гонењето. И тоа е еден дел, зборам за тоа е еден дел кој што треба да биде променен. Бидејќи долгото траење на постапките го оптеретува и буџетот. Го оптеретува буџетот на државата, на судот, на обвинителството. Вие во едни предмети каде што имаме транспорт на лица од притвор или од друг град, каде што се ангажираат вештаци, предизвикува огромни трошоци. И тоа не треба никој да се оглушува на тоа, односно да ги занемарува тие работи, а гледа дека предметот е слаб. Кога е таква ситуацијата, најупатно е да се повлече обвинението. Николаска, дали дисциплинските постапки, кај кои има заострување во новиот закон за јавно обвинителство, може да придонесат за поголема одговорност и отчетност на обвинителите во случај на докажување вина во судски предмет? Вака сега, јас тоа го имам споменато неколку пати, поготово сега и со новиот закон. Во новиот закон имаме една новина во поглед на категоризацијата, односно степенувањето, да кажам, на самите дисциплински повреди, па така одат од лесна, потешка до најтешка дисциплинска повреда. Да се разбереме, дисциплинските постапки не се нешто ново и не е нешто што сега се воведува со овој така наречен нов закон за јавно обвинителство. Така е. Туку истите се заострени, се зголемува, да кажеме, одговорноста на обвинителите и на тој начин во споредба со досегашното законско решение. Лично сметам дека треба да дадат резултат токму ваквите заострувања. Зошто? Бидејќи сега како обвинител, верувајте, не е сеедно како ќе постапувате и доколку се соочите нели со определени дисциплински постапки, бидејќи во новиот закон оценувањето е сведено, сега е скратено, со 3 оценки се гледаат наместо 4, зборам во однос на периодот. Така да тоа се моменти кои што влијаат и текако на самата работа на обвинителот. Понатаму, јас не би ги елаборирала сега како повреди што подразбираат и како, меѓутоа и текако е утврдено во законот што представуваат тие повреди и има големо значение, затоа што на крајот на краиштата заради најтешката дисциплинска повреда вие може да изгубите вашата работа. Значи да го изгубите статусот на јавен обвинител. Поентата е дека според она што јас сметам и од досегашното постапување, секој од обвинителите
прво треба да има самиот свесноста во постапувањето. Јас ќе кажам дека постојат и познавам голем дел на професионални колеги, јавни обвинители, вистински професионалци кои што ја водат работата исклучително добро. Она што може би требало да настане промена и охрабрување е во делот на тоа дека доколку навистина се увиди уште во текот на истрагата дека не постојат доволно докази кои укажуваат на кривична одговорност на конкретното лице, да се стопира и да не се оди со натамошно Добро, во обвинение. случај кога не ја стопираат таквата постапка, што сакаат да докажат дека судот, иако они поднесуваат обвинение, судот нема не сака да пресуди, брани некакви политики? Знаете како, јас не би сакала сега ниту да говорам, ниту со конкретни предмети, ниту со имиња, не е коректно. Меѓутоа, еве, базирано на сопственото искуство, од сопствените предмети што сум ги водела. По мене, лично сметам, тоа е мое мислење, дека често пати се случува во ред, обвинителот ќе продолжи со постапката, односно ќе покрене обвинение, судот нека биде тој кој што ќе одлучи каква ќе биде крајната одлука. Ете, тој превземал. Јас имав токму таков случај, кој што беше, да кажам, покренат уште од специјалното јавно обвинителство и продолжи понатаму, надвор од сите рокови предвидени за СЈО и така натаму, но во ред. Добивме ослободителна пресуда. Првостепена, се уште неправосилна, не би го коментирала случајот, но што сакам да кажам? Еве, како адвокат, уште во самиот старт, во начинот, во описот на обвинението, во формата на обвинението, доказите и така натаму, вие веќе може да видите дали постои кривично дело, дали постои кривична одговорност на конкретното лице. Мислам, како практичари, како професионалци, сите тоа го знаеме. Во 90% случаеви. Зошто? Затоа што и кога се случува и обратна ситуација, јас кога имам странки и кога гледам она што ние во наш речник и жаргон ќе го кажеме, доказите се 100-0 за обвинителството, јас во тој случај не го советувам клиентот или странката по секоја цена да одиме на постапка и сега да се бориме нешто, кога ги гледаме доказите какви се. Напротив, советуваме спогодување, признание на вина и така натаму, се со цел да се добие поблага казна, се во рамки на она што е законски дозволено и предвидено. Тука само ќе сакам уште една работа, знаете што своевремено кога и кога сум учествувала и во дебати и во изготвување на закони, голем дел од времето посветив баш и во истражување, проучување на бројните европски препораки, постоењето на бројните конвенции, протоколи на Совет на Европа, токму во делот на правосудството, на работата на обвинителството, на судовите и па вклучително и на нас адвокатите. Еден од клучните моменти е токму тој. Постоење на одговорност за јавниот обвинител, и тоа е она што е препорака, доколку увиди знае дека нема основи за гонење, нема основи за покренување на обвинение, но и понатаму, да кажам, се покренува некое неосновано обвинение. Не сакам да звучам грубо, но знаете како, ние во својата работа сме лично одговорни. Значи, ако ние нанесеме штета на нашите странки, ние сносиме лична одговорност и од нас може да побаруваат штета. И така натаму. Се додека тоа не биде регулирано за сите категории на чинители во правосудството, мислам дека потешко ќе дојдеме до резултати. Оти многу е лесно да се потпрете на институција, на тоа дека сте заштитени и така натаму. Ова го кажувам ете како еден вид паралела помеѓу двете професии, да кажам, и што е она што во пракса ни се случува. Василев, тука се испогодбите кои ги склучуваат јавните обвинители или јавно обвинителската служба. Често тие се и скандалозни. Зошто велам скандалозни? Затоа што за висока корупција и висок криминал се добиваат ниски или условни казни. Имавме повеќе примери. Дали и во таков случај, кога станува збор за сериозно кривично дело од висок функционер и истакната личност во општеството, треба да се сноси одговорност. Се во рамки на законот, секако. Тоа е во рамки на законот. Можам да претпоставам зашто... Ке ги отвориме случаевите, да.
можам да претпоставам за што зборуваме, меѓутоа, јавниот обвинител, дали на иницијатива на странката или самиот, или во договор со странката во текот на истражната постапка, може да се дојде до момент кога и двете страни, и јавниот обвинител, и осомничениот или обвинетиот, ќе дојдат до момент на спогодување, односно потпишување на спогодба. Таа спогодба секогаш оди во судот. И судот е оној кој што ја носи одлуката за висината на санкција, бидејќи за вината вие се спогодувате со обвинителот. Да, виновен сум, но за видот и висината на казната одлучува судот. Сега, да не ја префрламе сега целосно топката на судот, бидејќи на тоа пак секој од учесниците има право на жалба. Доколку јавниот обвинител не е задоволен од одлуката на судот, дали е тоа прениско или превисоко, што многу поретко се случува, јавниот обвинител има право да се жали, има право да се жали и странката која што ја постигнала спогодбата, а не го добила очекуваниот резултат. Така да, тука јавното обвинителство и судот ја носат одговорноста за висината, но пак ќе кажам објективно, најголемата одговорност за тоа ја носи судот. Во овој контекст би сакал да кажам дека тука е многу важна и улогата на адвокатот, која што во нашето општество и во нашето правосудство е занемарена. Односно, во дел сме и ние самите криви, и нашата комора и начинот на здружување, бидејќи во најголем дел од времето, со сета почит кон сите претходни и сегашни председатели на комората и луѓето кои што работат таму, ни се од голема помош, но се сведува на една административна работа, упис на промена на адреса или Не би се согласила, морам сега да Во ред. се искарам со Не, зошто вие колегата во мислите однос на дека- комората. Знаете Вака. како, често пати ние самите, еве бидејќи се сведуваме на таа тема дискусијата, од 2000 и кусур адвокати, колку се тие што навистина седнале, дале иницијатива, напишале нешто и придонеле не за комората како институција, за фелат, професија. за професијата. Зошто Затоа вие- кажувам, Вака. најлесно е ние да критикуваме, меѓутоа ништо конкретно нема. Јас бидејќи сум 2 мандати сум била и сега ми истекува како член на управниот одбор, поблиску ги гледам тие работи и имам прилика да ги видам. И жално е, не велам Петар за тебе, значи ни најмалку, мислам, ние се познаваме. Генерално зборувам, жално е кога ќе видите колеги кои што не стапнале во комората, не знаат ни каде се наоѓа, меѓутоа се најгласни на Facebook, на не знам други социјални мрежи и така натаму. Не го дозволувам тоа, бидејќи јас сум сепак борец Да прво го за слушнеме нашите Василев права. зошто смета вага кои се неговите ставови, да. Да. Морав да изреагирам. Тоа е. Нема. Легитимно. Коректно. Да, легитимно. Не ме дослушавте само, колешки. Ке ве дослушам, Да. пак ќе кажам. Тоа го кажувам од причина што адвокатската комора и ние самите адвокати, кога ќе излеземе, ние сме на слободниот пазар, да речеме, на трудот. И како што рече Тоа е колешката, самите успеси наши или неуспеси ги осеќаме на сопствена кожа. Бидејќи сте вас клиентот ве одбира согласно на тоа што кои резултати ги покажувате или што мисли тој за вас. Додека јавниот обвинител и судијата вие го добивате по службена должност, Тоа што е се вика. точно, така. Кога ќе добиете предмет, одите дали во оделение за организиран криминал, за малолетници, за обичното оделение, а адвокатот си го бираш сам. И адвокатот е поединка, единец, или во, да речеме, друштвата и така натаму, кои што кај нас нема такви друштва како што претпоставуваме дека има во светот и во странство, и кои што имаат свој кредибилитет, долга традиција и така натаму. Кога адвокатот сам во судница и клиентот сам, дали клиентот
има средства да покрие постапката или нема средства. Се поставува прашањето кој е контратежата на адвокатот со две институции, јавно обвинителство и суд. Од тој аспект, адвокатурата мора да сама да се институционализира преку адвокатската комора, а не да се сведува на ова што го викам. Факт е дека тоа е едно од основните сервисни услуги на комората и тоа нема дискусија. Меѓутоа, ние треба да изградиме стратегија за тоа како адвокатурата ќе биде промовирана во една професија која што ќе биде, ако не може да се изедначи со професијата судија или обвинител, да се изедначи барем во силата која што ќе му даде самата позиција, бидејќи вие ако немате авторитет, ако немате авторитет во смисла на авторитет на застапување на ставот врз основа на доказите кои што ги имате во постапката. Често пати ни се случувало нас и да ни биде одземен зборот од страна на судијата, не дослушувајќи не што сакаме да кажеме, а имаме сериозни аргументи. И тоа ние после во жалбата го пишуваме, а судот и жалбата, предметот по жалба се враќа повторно назад, а судот можел да го сослуша на главната расправа во прв степен и да ја отстрани таа недоследност или дел од постапката кој што бил причина за враќање на предметот назад. Ке се сложите ли? Што прави адвокатската комора за адвокатите во Македонија? Вака сега, ке се согласам со една работа, дека ние како адвокати, ние сме борци. Борци прво за човекови права, после и за самите себе и за својата професија. Не ми е целта ниту нешто да промовирам, ниту да критикувам, меѓутоа тргнувам од себе, како што една позната мисла на еден француски обвинител, писател, често ја користам во своите обуки, вели племенитоста и жестокоста припаѓаат на адвокатурата. И тоа е вистина, затоа што да, ние често пати сме биле соочени со разноразни ситуации во судница, можеби сме били и на некој начин обесправени, не клиентите, туку ние како адвокати. Јас тоа и лично на своја кожа го доживеав токму во процесот за 27 април, малтене бев еден од најказнуваните адвокати. Затоа што гласно говорев и сакав да ги запазам своите права. Тоа јас така го сватив и сега сме на Страсбург за таа работа. Но тоа во друга прилика. Нашата работа е да работиме согласно закон и да ги штитиме правата и интересите на нашите клиенти. Секако дека сме единки, тоа е точно, затоа што секој од нас настапува и тоа е точно дека нас не одбира самиот клиент. Тоа е неговото право на слободен избор на адвокат, на бранител и така натаму. И клучната работа е довербата. Значи, секој од нас, нели, кој да е вие да сте и ние да сме во таа позиција, би пошле кај некој кој што го познаваме, во кој што имаме доверба. Не знам се има прашање. Ќе ве навратам на спогодбите. Иџет Мемети, член на Советот на јавни обвинители. Наке Ѓорѓиев, врховен судија, и двајцата се спогодија за примање мито за да влијат во предмет на поранешен градоначалник на Ново село. Целата ситуација е скандалозна само по себе. Мислам, само ова што го кажав е доволно. Спогодба за условна казна и спогодба за затвор од 3 години. Доволно ли е? Видете сега вака. Ако гледаме законски, во рамки на законот, можноста за спогодување постои, висината на казната, односно распонот од до е исто така законски предвиден. Тоа е законскиот правниот дел. Оној другиот дел што е многу поголем, а тоа е се надоврзува довербата, влијанијата, како не гледа Европа, како ние себе си се гледаме, е овој дел што вие го говорите. Не да е скандалозно, туку е катастрофално. Визави ваквите поединци трпи целото судство. Значи, јас уверувам дека постојат сериозни
професионалци, судии со кои што вие чест да работите и предмети во кои што ние знаеме да кажеме изгубивме, но кога ќе ја примам пресудата или одлуката и кога ќе го прочитам образложението, јас ќе кажам јас научив нешто ново од овој предмет и покрај толку години. Овдека прво, стварно не сакам да зборам поименично, меѓутоа еве ќе си земам за право. Замислете ако луѓе на вакви високи позиции се впуштале во такви незаконити работи, што останува за обичниот човек? Не зборам за суди и за обвинители. Што останува за обичниот човек? И потоа ќе имате осуда дека овој за кебапчиња отишол во затвор, другиот не знам што. Тоа се нормални работи што се разговараат. Јас еве ќе си земам за право, ќе кажам мое мислење од она што сум го слушала по судските кулуари, конкретно за господинот Иџет Мемети. Знаете како, он се представуваше себе си, тоа е мојата перцепција, како една сива еминенција, позадина, беше на бројни функции, високи функции. Така. И замислете, дојде без разлика спогодба. Спогодбата значи признание. Вие признавате дека сте сториле такво и такво кривично дело. Во конкретниот случај признава дека влиел за тој и тој предмет. Ако ви признава за еден предмет, што све се случувало наназад? Се поставува прашањето. Каде све имало влијание? Не збориме за човек што бил една година на позиција. Ви беше министер за правда, совет на јавни обвинители, за и не знам точно што. Мисле, че народен правобранител. Што се не беше од функции? Па кажете ми вие сега, ако еден таков човек може во едно вакво дело, во еден ваков предмет да призна и да се согласи со таа казна, значи да ја превземе вината, колку други ситуации постоеле? Колку други предмети имало вакви, кај што се влијаело? Сето тоа се прашања што отвараат сериозни теми. Заради ваквите, ова се високи корупции. Знаете зошто? Зато што јас не можам како адвокат да влијам, вие не можете, колегата не може. Мислам, сега, условно речено, не можеме ние на таков начин да влијаеме. Зато што едно е кога ќе ви се јави некој на телефон од позиција на министер, од позиција на член на совет на јавни обвинители, а друго е кога некој ќе се јави вака, значи не е исто. Затоа велам, тежината на функцијата, често пати ова го говорам. Јас не го познавам лично човекот, сега го земав него за пример, меѓутоа затоа што ова беа муабети кои што сум ги слушнала и токму во предмет граѓански во кој јас сум постапувала, како информации кои што јас сум ги слушнала. И сега замислете вака да имаме уште 5 вакви, не дај Боже, која доверба ќе ја имаме ние во судството и во правосудството? Дали ваков случај предметот за судијата Ѓоко Ристов, кој што беше фатен, односно кај во куќата на неговите родители беше пронајдена огромна сума на пари, односно 350.000 евра. Не можам да кажам дали е ваков случај, бидејќи постапката е се уште во истрага. Не ги знам деталите за тој предмет, ниту спецификите, така да не би коментирал сега за тој предмет. Да дозволиме, таму постапува еден наш колега, он имаше своји излагања нели во јавноста, изнесуваше делови на одбраната и ајде да почекаме уште малку да видиме со истрагата што ќе се случи. Дали вакви поединци во правосудството ја донесоа довербата на овој процент? Па дали вакви или не вакви, не можам да кажам. Меѓутоа, сигурно, немањето на интегритет на вршители на високи јавни функции, немање на интегритет на луѓе кои што имаат високи функции во правосудството, секако доведува до недоверба кај граѓаните. И предизвикува сомнеш за тоа дали ние воопшто имаме шанси да ја подобриме ситуацијата во правосудството. Меѓутоа, ќе се сложите дека во последниве неколку години, последниве десетина години, со предметите на СЈО, беше скоро насилно
демонтирано едно, како да кажам, демонтиран еден систем кој што функционираше, да речеме, на политички план, функционираше долго. Тие политичкото функционирање ги создава институциите, судството, обвинителството, полицијата и така натаму. Кога вие ќе нападнете заради политички цели врз поединци, тоа неминовно носи и уништување на институциите. Сакате да кажете дека СЕО беше клучно за уништување на довербата што имало претходно? Може би така реков, но сакам да го кажам следното. Нашето општество во делот на политиката е многу трусно. На одреден број години се случуваат тектонски некои промени. Тоа самото, водењето на кривични постапки против луѓе, доведува до уништување и урнисување на одредени институции, кои што потоа многу тешко се репарираат. Во тие процеси се ствара недоверба на граѓаните према институциите, бидејќи се вади на тапет се што се случува во истите. И од тие причини ние треба да бидеме малку повнимателни во водењето на постапките, односно да бидат стрикни, прецизни, да има докази, доколку е таква ситуацијата, да. Меѓутоа, водење на постапки, само заради водење на постапки, без конкретни докази и водење на политичка кампања низ судски постапки, за мене е недозволиво и дополнително го нарушува и го урнисува довербата и према другите институции, и према самиот суд, и према јавното обвинителство. Николовска, имавме случај кога веќе сме кај судиите и со Енвер Беџети. Тој заврши на црната листа на Соединетите Американски држави, а потоа судскиот совет реагираше, па постапки, па истраги и така натаму, предмет кривичен прогон против него се уште нема. Иако е разрешен веќе како судија. Тој се поврзува пак со Артан Груби, кој што заедно завршија во пакет на црната листа и после година и 2 месеци во бегство Артан Груби ни се враќа назад. Назад не во шутка, туку во куќен притвор. Имаше ли можност судијата за Артан Груби да изрече построга мерка од таа што ја бараше обвинителството, а тоа беше куќен притвор? Прво, во делот на вашето прашање за Енвер Беџети, една од тие основи која што ви стои, да кажам, на некој начин како дисциплинска повреда е токму тоа грубо, недолично однесување и така натаму. Јас не би коментирала за листите на Американската амбасада, ниту можам, ниту имам ингеренции за тоа. Меѓутоа, ако една таква амбасада ви вели дека и ве поврзува со корупција, знаете, треба да се запрашате. И тоа треба да биде доволен сигнал за понатаму. По мене сметам дека можеби не требаше да се впушти он во такви расправи. Тоа што го читав по медиумите, дека коментирал, тоа се... Така читав се, не знам точно. И предпоставувам заради сите изјави во однос на тоа, резултатот е овој. По однос на Артан Груби, видете, законски, она што е предвидено со Законот за кривична постапка, освен притворот, постојат и други мерки. Во конкретниот случај се ценеле сите околности. Да, се согласувам. Имаме бегалец кој што е обезбеден и кој што е донесен. Јас би почекала овдека да видиме што ќе произлезе подоцна. Што ќе даде како исказ овој човек. Што може да очекуваме? Можеби ќе се разјаснат и ќе се откријат некои други поголеми работи и прашања. На што алудирате? Имате некакви сознанија? Не, немам, апсолутно немам никакви сознанија. Ниту постапувам во предметот, ниту ништо. Овој пат коментирам исклучиво, еве, како адвокат, како правник, на база на она што се информации во јавност. Ништо повеќе.
Меѓутоа, по однос на предлогот, во конкретниот случај, судијата на претходна постапка пред себе има предлог, ако не се лажам, чинам беше така, и предлогот беше за куќен притвор, не беше за притвор. Така, предлогот Во беше. таков случај судијата нема можност да му изрече притвор, постапува во рамки на она што е наведено во предлогот од страна на јавниот обвинител. Тука се лимитирани можностите. Тоа е и согласно законот. Едно е вие да понудите и да обезбедите некоја поблага мерка за осомничениот, тоа ви го дозволува законот, но не и построга од она што се бара. Ке видиме, времето ќе покаже, истрагата ќе покаже што ќе се случи, како ќе се случи. Во секој случај, сакам да напоменам дека еве барем во овој период сега наназад се обезбедени на вистина предмети, процеси, луѓе од високи корупции, обезбедени, мислам, решени. Ке се навратам на Иџет Мемети, на Наке и така натаму. Значи, тоа се сериозни случаи кои што во рамки на оваа влада, на ова постапување, биле превземени и биле разрешени. Да, има и уште многу за решавање со оглед на кривичните пријави и предметите кои се уште во предистрага и истрага. Меѓутоа, сега ќе направиме кратка пауза за реклами, а по рекламите се враќаме во студиото. Останете на Алфа. Добро дојдовте назад, следите за или против на Алфа. Гости во студиото се адвокатите Ружица Николовска и Петар Василев. Василев, имате ли доверба во судскиот совет? Да, имам. Со оглед дека се работи за државен орган, кој што е колективно тело. Составен е од луѓе кои што горе-доле целиот свој век го поминале во правосудството. И како институција се претпоставува дека треба да функционира како што треба. Меѓутоа и таму, како и секаде, довербата е ниска. Меѓутоа сега со овие некои нови членови кои што се избрани, Речиси цел состав е променет. така е, да им оставиме малку време и на нив, па да видиме дали нивниот нов начин, да речеме, на постапување, нови визии за тоа како треба да изгледа правосудството, дали ќе донесат некакви резултати. Николовска, очекувате резултати? Беше донесен и новиот закон за судски совет, нови членови, предлози од председателката, од собранието и така натаму. Има доби и нов председател повеќе од година дена е веќе. Треба ли да очекуваме ефекти и резултати брзо од таму? Претходната состојба со судскиот совет беше таква каква што беше. Мислам дека нема слух за многу работи, дека не се одвиваа работите како што требаше или како што може би јавноста очекуваше. Да, како што рековте, сега во судскиот совет имаме голем број на нови членови. Очекувам сепак, како и секој граѓанин, така и јас, давам шанса. Значи, давам шанса за доверба. Прво како граѓанин, а потоа како чинител во правосудството, ако може така да кажам. Значи, давам шанса за да се исправат работите. Мора да се има во предвид кои се надлежностите на судскиот совет. Да, имаме нов закон за судски совет, кај што повторно ни се заоструваат малку критериумите за избор на членовите во однос на нивните одговорности и така натаму. Ке видиме, времето е најдобриот показател кој што ќе ни покаже колку сработиле, што сработиле и дали сработеното е позитивно. Секако очекувам, сакам да верувам дека ќе имаме позитивен исход, затоа што тоа е во интерес на сите нас. Владењето на правото, правдата, задоволувањето на оние основни работи за секој од нас во правна смисла се основните работи што мора да ги запазиме. Тие ни се столбот, владењето на право ни е столб и на државата и на демократијата. И не смееме да си дозволиме, да не се навраќам на претходниот разговор, но навистина не смееме да си дозволиме поединци да го креираат јавното мнение за одредена институција или орган.
Мора да бидеме на висина на задачата ако сакаме просперитет на Македонија и ако сакаме европска Македонија. Ружица Николовска и Петар Василев, ви благодарам за гостувањето. Почитувани, следниот термин за или против е утре вечер веднаш по централното издание на вестите. Останете со Алфа.